ме слушате и ме гледате. Можеме да започнеме. Како за почеток, здраво на сите што сте тука. Ви благодарам однапред што одвоите време за да придонесете да се подобри состојбата на општина Велес. И да допре до подобро ниво. Сметам дека можеме да започнеме со себе представувањето, потоа да ви ја представам и Аваја. Што сме, како сме и слично. Јас сум Фатима Абдулова, имам 22 години и сум четврта година студент на психологија при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Воедно сум и тим лидер на граѓанската иницијатива Аваја во Велес. Во мојот тим сме вкупно со мене 4 души. Во изминатите неколку месеци започнавме да се бориме за решавање на проблемите на ромската заедница. Одевме на терен и разговаравме со целата ромска популација во Велес. Тогаш имавме и други приоритети. Тоа беше пред да се појави пандемијата, предизвикана од вирусот COVID-19. Откако се јави вирусот на глобално ниво, сите сме без дискриминација опфатени, така и роми. Секако ромите, мислам, ромската популација беше на пониско ниво поради одредени фактори, но сега поради добро познатиот вирус, нивото на невработеност се зголеми. Ромските деца се оневозможени да следат настава поради одредени причини кои подоцна ќе дискутираме дополнително за нив. Луѓето не можат да набават намирници, да се заштитат на здравствен начин или да си набават лекови. Тоа е се што би спомнала на кратко. Сега би сакала да дадам збор на Силва Мустафи како дел од националниот тим за да објасни што работи Аваја и која е целта на истата. Ти благодарам, Фатиме. Здраво на сите, добро вечер. Јас сум Силви Мустафи, сум дел од националниот тим на Аваја. Во однос на Аваја, значи Аваја е граѓанско движење на ромите, односно граѓанска иницијатива, која што работи веќе втора година поред и има за цел да ги артикулира потребите на заедницата и да застапува решенија кои што се во насока на подобрување на положбата на ромите во нашата земја. Значи, како резултат на тековната состојба со COVID-19 вирусот, како и економските последици од истиот, Аваја организира диалози со 17 локални самоуправи и локалните ромски заедници. Значи, на овие диалози, како вечерашниот, предвидено е покрај локалната заедница и представниците на Аваја, предвидено е да ги имаме и представниците на локалните институции, за да можеме да ги чуеме проблемите, потребите на заедницата, меѓутоа и да се дадат одредени предлог решенија, одредени заложби, како и да се договориме, да разговараме за понатамошна соработка. Така да јас би била тука многу кратка и би оставила простор за нашиот тим, за членовите од Велес да ги презентираат мапираните проблеми и потреби на заедницата и да можеме да ги чуеме и проследиме истите, а потоа и да дадеме наш коментар. Слушате? Да. Супер. Би сакала да го повикам Мухамед Шакиров и кој е усвари член од мојот тим во Велес и да ги истакне, мислам да го истакне првото барање до градоначалникот. Добро вечер. Јас сум Мухамед Шакиров, ученик во средно училиште Колен Неделковски за угостителско и сум активен член на иницијативата Аваја. Работиме заедно со нашиот тим лидер Фатима Абдулова и со нејзи испаднавме на терен пред неколку дена. Испитавме проблемите за сегашниот вирус кој настана како резултат. И големиот дел од проблемите беа исто така за недостаток на храна, недостаток на парични средства и исто така проблем со продавањето на пазар. Повеќето се бунеа за тоа, бидејќи не е одредено до кој простор треба да се продава. И го истакнувам на моето барање кон вас
да се додават 80 нови пакети за семејствата, бидејќи од првите е, што ги побаравме не беа доделени на сите и затоа бараме нови 80. Ви благодарам. Ти благодарам, Мухамед. Би сакала сега да го повикам градоначалникот на општина Велес и да се изјасни во врска со барањето на член. Мухамед. Најнапред добра вечер на сите. Ви благодарам за можноста да се состанеме на ваков начин и да размениме мислење за важни теми за ромската заедница во Велес во овие услови кога целиот свет се судира со огромниот проблем предизвикан од COVID-19. Како граѓански организации ви поттикнувам да бидете уште поактивни и ревносно да извршувате вашата мисија, да им помогнете на сите граѓани на кои тоа им е нужно и неопходно. Јас како градоначалник сум истовремено и командант на Општинскиот штаб за заштита и спасување. Ние од прилика држиме состаноци еднаш неделно, следната седница е во текот на утрешниот ден веќе закажана во 10 часот. На седниците присуствуваат представници на сите на трите национални здравствени установи кои се лоцирани во Велес, болницата, хигиенски, како го нарекуваме во Велес, и здравствениот дом, представник на приватните матични лекари на нивната организација, присуствуваат представници на МВР, на Дервен, на територијалната противпожарна единица, на Црвен крст, на скоро сите инспекцијски органи во Велес и се разбира други членови на Општинскиот штаб, вклучувајќи ги представниците на Центарот за управување со кризи и на Дирекцијата за заштита и спасување. Сите прашања поврзани со справување со кризата предизвикана од COVID-19 ги разговараме, одлучуваме што да се набави во смисла на прехранбени производи, доделување на материјална помош или набавка на заштитни маски, скафандери и други заштитни средства пред се за здравствените работници и за другите вработени во институциите каде што е тоа неопходно потребно. Во минатиот период имавме донации кои беа стриктно насочени за ромската заедница, како што беше донацијата од Хабитат, но имаше и други донации во прехранбени производи и во производи за одржување на личната хигиена. Сенада е службеничка во општината, ангажирана преку проект, таа ги застапува интересите на ромската заедница. Скоро секој ден се сретнуваме за да направиме кратки брифинзи што има ново, што е неопходно потребно да се направи. Главен столб во нашите активности се Црвениот крст и Центарот за социјални работи лоциран во Велес, затоа што по закон ние не сме надлежни и немаме евиденција за материјалната состојба на граѓаните, туку е тоа надлежност на државата која се остварува преку Центарот за социјални работи. Сите работи што досега сме ги правеле, поврзани со давање на било каков вид помош на припадниците на ромската заедница, оди по списоци кои се одобрени од Црвениот крст и од Центар за социјални работи. Предност даваме на граѓаните кои се во најтешка материјална социјална состојба. Дури на тој начин ги распределивме и таблетите кои ги добивме од Екополок од Тетово, затоа што најбројни на списокот беа учениците кои учат во сега на новото училиште Панко Брашнаров. За жал, тие не беа доволни за да се задоволат потребите на сите ученици кои не може да ја следат онлайн наставата, затоа што нивните родители не се во можност да им обезбедат лаптоп или таблет или паметен телефон. Затоа се одлучивме во соработка со директорите на училиштата
со помош на информатичарите од општина Велес, некои стари таблети, лаптопи што ги имаат во училиштата, да ги приспособиме за да може да обезбедиме услови сите ученици да ја следат наставата. Исто така Центарот за социјални работи доби, како ги нарекуваме, тие картички за телефони за бесплатен интернет, за да може учениците чии родители имаат паметни телефони, а немаат можност да, или тие ако имаат паметни телефони, а немаат можност за интернет, да може да користат бесплатен интернет. Немам сознание од денес каква е состојбата. Утре имаме состанок, ќе се преслушаме повторно. Јас сум свесен за тоа дека оваа криза најмногу ја чувствуваат припадниците на ромската заедница. Еве веќе 2 недели во понеделник одржуваме специјални состаноци по овластување на Општинскиот штаб за заштита и спасување во еден покус состав во кој членува еден епидемиолог од Центарот за јавно здравје и представници на инспекцијските органи, на ДРВЕН и на полицијата со цел да размениме мислење, да донесеме одлука дали се созреани условите да се отвори големиот главен градски пазар во Велес за продажба на текстилни, бижутериски и друг вид непрехранбени производи. Минатиот понеделник одлучивме дека е прерано, а овој понеделник донесовме одлука од утре да се дозволи продажба на таков вид производи на градскиот пазар, со тоа што тие купувачи што ќе да се поделат продавачите во 2 групи, тие што ќе продаваат утре да не продаваат во недела, значи неизменично за секој следен пазарен ден да се менуваат со цел да не се создаде преголема гужва на пазарот. Го задолживме јавното комунално предпријатие ДРВЕН да ангажира овластена фирма за обезбедување која ќе помогне во правењето на ред на влезовите во пазарот, со тоа што заклучивме дека е нужно да се отворат уште 2 влезови. Во пазарот, откако ќе влезат одреден број на луѓе, колку што максимално би било безбедно да има натре, колку што ќе излезат купувачи, толку да влезат нови, за да ја контролираме состојбата да нема премногу гужва. Исто така внатрешните редари да водат грижа дали купувачите и продавачите носат заштитни маски со цел да не создадеме проблем со пренесување на инфекцијата. Нашиот став е да не дозволиме продажба на паркингот кој порано се злоупотребуваше како простор за продажба на текстилни и на прехранбени производи. Тој е обележен како паркинг простор и треба да остане како паркинг простор, ниту пак продажба на било какви производи на околните тротоари околу пазарот, затоа што тие што продаваат таму прават нелојална конкуренција. Прво го узурпираат паркингот кој е предвиден за паркирање. Второ, прават нелојална конкуренција на тие што се уредни, си плаќаат баждар, плаќаат даноци и придоноси, ја имаат закупено внатре тезги. Впрочем, имавме протестна петиција од тие што се внатре и тие инсистираа, бараа од нас и од државата да не дозволи продажба на несоодветни локации надвор од пазарот. Во рамките на можностите и во наредниот период ќе правиме колку што можеме. Заборавив да истакнам дека донесовме одлука на социјално најзагрозените семејства да им дадеме еднократна материјална помош. Се разира повторно според списоци од Црвениот крст и од Центарот за социјални работи. Така да, јас сум информиран дека барем поеднаш сите кои се кај нас евидентирани како загрозени семејства, барем поеднаш имаат добиено пакет со прехранбени, а некои дури и со производи за одржување на лична хигиена. Секогаш има проблем, има незадоволство, затоа што тие што не се на списоците на Центарот за социјални работи од различни причини
сметат дека се обесправени, што не им се доделил пакет, но наше е колку што можеме да се трудиме да бидеме поправични, а немаме друга евиденција освен валидните списоци од Центарот за социјални работи. Доколку имате други прашања за било што, ви стојам на располагање додека сме. Ви благодарам. Само би сакала да спомнам дека и покрај тоа што вие викате дека многу од семејствата, ромските семејства добиле пакети, и покрај тоа што јас лично ја пратив молбата до општината, имаше 60 семејства, неколку члена во семејство. Беше испратено кај родна го препрати кај Сенада, затоа што беше на одмор. Потоа Сенада спомна дека скоро сите семејства имаат добиено. Да, и јас имам таква информација, да. Но немаат добиено сите семејства. Зависи што подразбираме под сите семејства. Значи, сите семејства кои ние ги имаме добиено на список од Центарот за социјални работи како најзагрозени семејства. Инаку ромски семејства има многу во градот, значи зборувам да не се разбереме погрешно за тие што ние ги имаме на список кои се водат во евиденцијата на Центарот за социјални работи како најранливи социјални семејства во Велес. Што значи ќе треба друго барање да пратиме за да се опфатат сите ромски семејства. Затоа што во ситуацијава сите скоро сме загрозени. Никој не оди на работа. Оневозможени сме да плаќаме комунали, да имаме прехранбени производи дома, да се штитиме на здравствен начин поради сетава ситуација. А не само најзагрозените. И пред самава пандемија беа загрозени. Но сега има многу повеќе, во поголем број сме. Па јас верувам дека е така, но нашите можности се ограничени. Ние ова што го правиме е плюс, додатно, од тоа што треба да го прави државата, затоа што оваа работа за која ние зборуваме сега, се уште не е децентрализирана, значи целосно е во надлежност на државата, на Министерството за труд и социјална политика и како политика на заштита на сиромашните, најранливите категории на население се одвива преку Центарот за социјални работи. Значи, ние издвојуваме средства, кратејќи други програми за да помогнеме во оваа тешка ситуација во справувањето со кризата предизвикана од вирусот. Благодарам. Сега би сакала да го повикам мојот втор член, тоа е Шен, за неговото барање. Те молам ако можеш да повториш името? Шенол. Не знам дали се слушна убаво. Немаме Шенол на листата, да не е запишан со друго име, нека пише на чат. Не, да се има исклучено или да нема никаков проблем, затоа што беше до сега тука. Мислам дека е вклучен. Само микрофонот ако може да му го амутирам. Шенол? Добро вечер, доколку се слушаме. Добро, да. Господине градоначалниче, мило ми е што се слушаме, што присуствувате на овој состанок. Сакав, добро ве слушав, што рековте се злоупотребува паркингот и тротоарите во пазарот, околу пазарот. Арнамо минимум околу 40 семејства фамилии хранат од тие злоупотребените простори што ги укажавте. Ако ги ставиме тие ние ромските семејства, минимум сме едно семејство 5 члена во куќата. Тие 40 души по 5 члена, од четворица ако ги ставиме околу 200 луѓе јадат лепче од тие тезги. Знаете вие дека како татко на градот Велес, дека на ромската популација највеќе му е проблемот со социјалното и со пазарот. Можете ли, верувам во вашата способност, дека ова ќе го решите со овие луѓе,
со овие сиромашни семејства, оти поминаа и празници, не знам што, немаа некои луѓе, еве да кажеме за Ѓурѓевден, еден ручек, семеен ручек да јадат. И плюс беа и брецани од комуналниот инспектор, да не наведуваме имиња, укажувајќи, земавте вчера социјално, што барате на пазар да продавате. Значи, тоа сакав само да ви го кажам. Може? Да. Значи вака, сакам да ме слушате внимателно и тоа што ќе го кажам ве молам да го поддржите и кога контактирате со таа група на луѓе да ги замолувате и вие, како исто и јас што ги замолувам, дека тоа што тие го прават е нелегално и незаконски. Значи, паркингот е паркинг за паркирање на автомобили. Тротоарот е тротоар за движење на пешаци. Сите што сакаат да вадат екзистенција, како што велите, парче леп за себе и за своите семејства, треба уредно да се пријават, има јавен повик, во јавното комунално предпријатие Дервен, во работна единица градски пазари, и да си закупат тезга. Значи, никој од нас што се залагаме за тоа да се воведе конечно ред во Велес, не сака никому да му го земе парчето леп, туку сакаме едноставно да влијаеме врз свеста, совеста на тие луѓе, конечно да влезат внатре во пазарот и таму да го вркаат нивниот бизнис на честен начин и од таму честно да остваруваат приходи за да може да ги издржуваат своите семејства и себе си. Затоа што не е фер, роми има многу и внатре, кои имаат земено тезги и уредно ги плаќаат давачките баждарина кон јавното комунално предпријатие Дервен или се регистрирани како трговци поединци или не е важно на каков начин, ние не смеме да ги делиме луѓето. И вие треба да ја прифатите оваа филозофија дека треба да ги изедначиме луѓето и во правата и во врските. Не може едни роми внатре кои се да бидат оштетени со тоа што ќе плаќаат придонеси и баждарина, а некои надвор со години, некои со децени да не плаќаат никакви придонеси. Па не е фер спрема тие што се внатре, а и не е фер да се злоупотребуваат јавните прометни површини, затоа што кога ќе заврши пазарниот ден, Дервен на тие што се надвор, што продаваа порано на паркингот и на тротоарите, не може да им наплати баждарина, а за да ни биде градот чист, после пазарниот ден, кога они се хаотично оставаат зад себе пакети, кеси која ќе дувне ветрот, ќе разнесе се насекаде, дури тие што продаваат земјоделски производи, скапани патлиџани, зелки и слично, тоа мора да го собира Дервен, а не сме да им наплати ниту денар. Фер ли е тоа да биде така? Значи, сакам да ве насочам на размислување дека сите ние треба да им ја кажуваме вистинската приказна на луѓето, да сватат дека треба да се пријават во Дервен, да си закупат тезга. Јас колку што знам, од околу 40 да ги наречам ајде нелегални диви продавачи надвор на тезгите, дека 10 веќе се имаат пријавено и ќе добијат соодветни тезги во затворениот дел на пазарот и ќе можат понатаму да си ја вршат својата дејност. Некои од нив ми се јавуваат дека сакаат да го затворат тој бизнис и дека имаат дома роба и дека сакаат да ја продадат. Мојот одговор беше: закупете тезга, па внатре потрошете ја таа роба, па после затворајте го вашиот бизнис. Значи, не се работи за тоа дека на некого сакаме да му го земеме парчето леп, туку се работи и за тоа да ги доведеме сите граѓани да бидат во еднаква правна положба, да нема привилегирани и да нема оштетени, туку сите да бидат со ист статус, па после секој со својата среќа напред. И со своето знаење и способност, се разбира. Само да интервенирам во овој дел. Добро вечер, началнику. Алберт Мемети од националниот тим на ВАЈА. Значи, се тоа што го рековте, до некаде има издржана аргументација,
меѓутоа мора да се сложиме дека овие нови времења сега што ја предизвика вирусот налагаат и вонредни решенија. Ние во разговори со неколку градоначалници и со општините во Струмица, во Радовиш или слично, исто така доставивме и барање ромите кои што продаваат и на тие официјални пазари што се од општината да бидат изземени од плаќање на таа баждарија. Дали во оваа насока може да се излезе во пресвет на оваа група на граѓани кои што се навистина сериозно погодени, имаат економски последици од оваа криза, дали може да кажеме затоа што сите средства кои што ги имаа луѓето дополнително ги потрошија во овој карантински период, немаат заштеди и слично, дали може општината да го субвенционира тој трошок, за да може сите на еден легален начин да го остваруваат, да нема потреба од дополнителни контролори и слично, да може општината да изнајде решение овие пазарџи да бидат интегрирани во пазарот, меѓутоа и во рок од 3 месеци да се ослободат од плаќање на овие давачки. Предлогот е легитимен и ние за ова сме разговарале со нашите пријатели во главном од ромската заедница уште пред Нова година. Знаете како е кај нас, ромите се најмногу злоупотребувани од политичките партии пред избори. Тоа е нешто што ужасно многу ми смета. А како што гледате во нашава мала сиромашна земја, секоја година има избори, секоја година заради изборите се прават некои отстапки, компромиси и така натаму, се пазарат со избирачката волја, со гласовите на ромите, им се прават отстапки и така натаму, не само со ромите и со другите. На состанокот кој го имавме уште пред Нова година со делегација од луѓето кои продаваат надвор, тие бараат да има некој прелем период. Ова што вие го кажавте, јас им го предложив тогаш. Значи, на почеток да имаат некој бенефициран статус и услови со цел да ги привлечеме да влезат натре и да ни заличи градот, да личи како што треба, а сепак и тие да не бидат оштетени да остваруваат егзистенција. Меѓутоа, тоа секогаш кога ќе се договорите, после кратко трае, кога разговарате поединечно, една е приказната, кога разговарате групно со нив, тогаш, знаете како е таа психологија, тогаш се некако помоćни, посилни, поборбени, потешко се доаѓа до разговор, но јас сум подготвен за ова што го зборувате. Ние, впрочем, донесовме повеќе одлуки, например, сите на доместокот за кирија, за сите спортски клубови, кафичи, ноќни клубови во рамки на спортската сала, за 2 месеци, наместо тие да плаќаат кирија, ние ја субвенционираме киријата, за да може плата да земат вработените во јавното предпријатие Парк Спорт, бидејќи немаат приходи, затоа што со одлука на владата е забрането да имаат било какви активности. Сличен некој период може да направиме и ваму, и јас ве молам да ја пренесете пораката. Подготвен сум да седнеме, да разговараме, да видиме што можеме да направиме, но тоа што ќе се договориме да го почитуваат. Не велам точно, не можам сега точно да ви кажам колку ќе биде, дали целосно делумно ослободување, но подготвен сум да поразговараме и ова не е поврзано со пандемијата, значи оваа приказна долго трае и да не ја злоупотребуваме и да ја користиме сега пандемијата како изговор, затоа што ние за ова разговараме кога појма немавме од пандемијата, уште далеку пред Нова година, кога сакавме да воспоставиме ред. Мора да ги научиме луѓето дека треба да влезат натре, колку што може повеќе да бидат легални, прво на своите комши, роднини, пријатели, да не им прават нелојална конкуренција, а и да си бидат уредни. Зошто секогаш да стрепат дали ќе им дојде полицаец или комунален инспектор или комунален редар да бидат под стрес. Едноставно да си влезат натре, да си се позиционираат. Ако имаат добра роба, муштериите ќе научат на кој дел од пазарот е нивната тезга и регуларно да си работат и да си заработуваат.
Тоа е мојата желба. Значи, јас сакам да им помогнам, не сакам да им наштетам, но сакам и тие да соработуваат и да сватат дека прво самите себе си треба да си помогнат. Ете како велат, за да добиете сетите на лото, треба да отидете прво да купите тикет, да го пополните, за да има што да чекате. Така е, ви благодарам за отвореноста. Ние со нашите тим лидери ќе разговараме за да се пак да се вратиме на диалог со овие луѓе што рековте, пак ќе пристапиме кон вас за да изнајдеме заедничко решение во овој период. Убедувајте ги, вие влијајте врз нив да сватат дека мора кога тогаш едноставно да го легализираат својот бизнис. Благодарам за разбирањето. Ви благодарам и на вас. Фатима, може да преземеш од тука. Ви благодарам на вашето излагање и на дадените одговори. Би сакала сега да напоменам и друг проблем со кој се соочува ромската популација во Велес, а тоа е ние кога бевме на терен, последниве веќе недела дена, се соочуваме со проблем наречен учениците не можат да следат настава затоа што немаат доволно уреди дома. 3 деца се, например, имаат само еден телефон и се борат кој попрво да следи настава. Многу исто така се жалат поради недобиените ветени таблети од страна на државата и доколку веќе се поделени, затоа што се дели популацијата на популација со земени веќе таблети и со само останато на ветено. И тие што веќе ги земале се борат секој ден со стресот да не се расипе, затоа што доколку се расипе, они ќе треба да плаќаат 4000 денари, затоа што веќе е расипан. Дали ме слушате? Да, маки. Нашето барање е уствари таблетите кои им се делат да не мораат да ги враќаат, а тие што немаат добиено, што поскоро да добијат. Вака, значи, нашиот став е дека таблетите што ги добија не треба да бидат нивна собственост, туку треба да бидат собственост на училиштето, која ќе заврши пандемијата, уредно да бидат вратени, за во следна прилика кога ќе затреба, да може да им послужат и на други генерации ученици за следење на настава или за некои други вонучилишни или училишни активности. За жал, од државата не добивме таблети, овие што ги добивме од фирмата Екополог. Има многу таблети, мали лаптопи, не знам точно како се, кои какви се, по училиштата, дел се исправни, дел се неисправни, некои го немаат програмскиот јазик на кој може да се одвива онлайн наставата. Констатиравме со директорите на училиштата и со информатичарите дека дел од нив може да се адаптираат, да се оспособат за да им бидат дадени на користење на учениците кои немаат. Исто така од Центарот за социјални работи, како што претходно ви реков, за семејствата кои имаат паметни телефони, а немаат можност да платат интернет, да добијат картички за бесплатен интернет. Мене ме уверуваат од училиштата дека оваа учебна година како така ќе заврши успешно, затоа што 3/4 нели до првото тромесечие на второто полугодие уредно ја следа наставата. Жал ми е ако има некои ученици што воопшто не биле во можност да ја следат далечинската или онлайн наставата. Ќе одлучат соодветните наставници и училишните совети како тоа да го регулираат заедно со раководството на училиштата и со Министерството за образование. Никогаш не било ветено дека сите ќе добијат лаптопи, односно таблети, никогаш не било ветено дека ќе бидат нивна собственост. Ние всушност немаме таква ставка во буџетот, ниту во програмите, никогаш не сме ветиле дека ќе набавиме. Не се сеќавам и Министерството за
образование да ветило дека ќе набавува лаптопи, односно таблети. Ви благодарам. Проблемот најчесто е тоа, затоа што доколку ние имавме као доволно пари, немаше да чекаме од самата држава за да ни бидат доделени таблети. Ние веќе ќе ги имавме дома. И луѓето као не ни сакаат да живеат со тој стрес и гледаат што побрзо да се ослободат од тие таблети и ги лишат своите деца од настава, само колку да не мораат да платат 4000 денари за еден таблет. Не знам Сега- кој ми рекол 4000 денари, прв пат слушам за таква информација. На терен као имаше таква Ако уредно се грижат, нема што да се секираат, значи како што ги зеле, кога ќе заврши пандемијата, ќе ги вратат и нема што да плаќаат. Значи треба да ги научиме да се грижат за имотот кој не е нивни, исто како за сопствениот имот дома, како за телевизорот и за другите апарати што ги имаат во домаќинството, нели? Не, мислам дека не ви е издржана таа аргументација, дека имаат страв да не се расипе. Па живи луѓе сме, ако се создаде технички проблем, нешто се расипе, нема ќе има разбирање, се разбираме, и тоа мора да ги научиме да бидат одговорни кон тоа што го поседуваат, без разлика дали е јавно или е приватно. Ве разбирам и вас, но ја разбирам и заедницата. Реално, во периодов, значи, немаме пари ни да си ги платиме комуналиите, не па да се грижиме за уред кој не е наш личен. Ама грижењето за уредот не зависи од сиромаштијата. Зависи од воспитувањето да се грижите за нешто или не. Не зависи од сиромаштијата, да. Тоа дали сте богат или сте сиромашен. Ве молам. Да не претерувате. Секако, така е, ние ќе видиме и во рамките на ова што ние имаме достапно како буџет од Аваја. Јас тука би го отворил предлогот, можеби и кон заедницата, ако допушташ, Фатиме, за да видиме што е она што е најприоритетно во однос на тоа како Аваја може да излезе во пресвет, имајќи во предвид дека скоро во сите 17 општини ние планираме да одвоиме буџет по $1000. Сега тоа е символично, меѓутоа за одредени семејства каде што навистина имаат потреба. Дали се тоа директна поддршка или нешто што може да го направиме заедно со општината, за да можеме да го лесниме животот, да кажеме за некои ранливи категории. Па јас тука би го отворил и предлогот, Фатиме, да видиме што може ние да излеземе во пресек на ромската заедница во Велес. Тоа и беше моето следно прашање. Доколку веќе имаат некој добиено, а некој немаат, као што можеме ние како општина или како организација да направиме нешто за да сите ученици кои треба да следат настава да бидат обезбедени со уреди доволни за таа настава. Па видете, во таа насока јас како представник на националниот тим може да кажам дека веќе во соработка со може да кажам со одредени ромски организации, меѓутоа и со Ромскиот образовен фонд се спрема еден предлог за поддршка на ромската заедница во делот на образование, особено на оние ученици што изгубиле дел од наставата или не биле редовни, со поддршка на образовните медијатори, со обезбедување на уред да се надополни тој период. Меѓутоа, конкретни информации за ова може да имаме наредната недела, затоа што тоа ќе зависи пред се од одговорот и на РЕФ, и мислам дека кога се работи за ова, за поддршка со таблети или пак интернет картички или слично, ќе имаме дополнителен одговор наредна недела. Меѓутоа, сепак, доколку нема, можеме да пристапиме со буџетот од Аваја што ги имаме, да ги поддржиме тие деца кои што се навистина во најкритична ситуација.
Може да пишете на чат или да кренете рака ако некој сака да зборува, да се изјасни во однос на ова прашање. Или додека размислувате, градоначалник, една госпоѓа, мислам дека по грешка ми пишуваше во приватен чат, госпоѓа Разија, имено вели дека се семејство од 11 члена, со 7 деца, бараат покрив на главата. Ќе ја вклучам сега да ни објасни на сите подобро за што се работи. Разија, можеш да го вклучиш микрофонот сега. Ало? Слушаме. Добро вечер, градоначалниче. Добра вечер. Имаме еден проблем голем, така што сме член, од 11 членови сме по право, живееме во Велес, Славе Петков е 2. Секаде се упативме, пративме писмо до вас, до Мила Царовска, до господинот Заев, премиерот. Немаме каде да одиме. Сега моментално сме пикнати кај братот во 2 стари собички на паѓање. Тоа можете да го видите и го видовте на канал 24. Семејството Дестанови се бори за гол живот. Од вас никој не дојде нас да не видат какви ни се нашите ромски услови, градоначалниче. Каде да одиме со 7 дечиња? Цел живот така го поминавме, работа од никаде, како да не сме жители на Македонија. Се извинувам. Затоа се приклучи во оваа емисија да си ги кажеме ромските права. Во нашата куќа ниту еден не е вработен, градоначалниче. Зошто, прашувам? Благодарам, градоначалниче. Мене ми е жал за проблемите и судбината со која се соочува вашето семејство. Сакам да знаете дека да не звучи ова како оправдување. Значи, вие не мора да ги знаете законите, но јас сум должен да вие кажам вистината, а и тие што се од граѓанскиот сектор верувам дека ги знаат законите. Значи, општините за жал не се надлежни се уште за доделување на социјални станови, ниту за социјална помош. Во новиот пакет на децентрализација на власта, јас сум еден од тие што најмногу се залагаат за да дојде до пренесување на овие надлежности од централно на локално ниво, но не оди тоа баш така лесно. Затоа што најголем дел од странките кои идат во приемните денови, во контактите што ги имаме, или бараат вработување, или бараат социјална помош, или бараат социјален стан, а за ниедна од тие работи општината како локална самоуправа нема директна надлежност. Да биде иронијата поголема, дури за социјалните станови не е надлежно ни Министерството за труд и социјална политика, туку Министерството за транспорт и врски. Така останало од порано и уште тоа не е променето. Вчера го слушнав министерот Сугаревски беше во Велес, дека во Велес ќе се гради нова помала зграда со социјални, не знам, не се сеќам колку рече, мислам 26 или 27 стамбени единици. Не знам како сте дошле вие во оваа ситуација со толку бројно семејство да немате покрив над главата и не знам зошто ниеден од вас не е вработен. Мислам дека во Велес, пред да се случи пандемијата, имаше дури недостиг на работна сила во одредени области. Не знам со која квалификација сте, дали имате некое образование, вие, вашиот сопруг, но апелирам на тоа понекогаш да се трудите и сами да ги решавате собствените проблеми, а не да очекувате секогаш да помага државата, затоа што ако сте здрави, прави, вредни, на пазарот на трудот може да се најде работа за да се обезбеди екзистенција.
ве замолувам да се обратите во архивата на општината со барање. Ние помагаме во интервентни случаи со доделување на еднократна материјална помош и доделуваме и финансиски средства во одредени случаи за купување на лекови, ако треба некои хируршки интервенции да се прават и слично, во рамките на можностите, во рамките на програмата за социјална заштита, колку што имаме резервирано средства, нешто скромно можеме да ви помогнеме, но ние не можеме да го решиме за жал вашиот проблем, затоа што немаме такви надлежности, ниту имаме стан со кој располага општината за вакви намени. Ви благодарам. Би сакала да прашам дали никој има некакво прашање од заедницата, доколку некој сака нешто да каже, да праша, да се изјасни, слободно нека го уклучи микрофонот. Не можат да ги вклучат микрофоните, ви кажав на почетокот, зашто ќе има многу шумови, стрпете се 2-3 секунди, сега ќе ги вклучам сите микрофони и пак ќе ги заклучам, ама после тоа може да ги вклучите сами, со тоа што предлагам да се крене рака, за да може да се сослушаме. Во меѓувреме за госпоѓа Разија, мислам дека би било фер да се договори средба за да се види конкретно што им е маката со некои од представниците во општината и да им се излезе во пресред во рамки на тоа што се може. И секако да се упатат до Центарот за социјални работи за да аплицираат за некоја од социјалните мерки кои што ги нуди државата во моментов. Во ред. И градоначалник, јас имав едно конкретно прашање до вас. Дали општина Велес е отворена за учество на ромската заедница и нивни предлози во дискусиите кога ќе се разговара за ребаланс на буџетот, како и планирање на буџетот за следната година. Затоа што сите најавуваат дека ќе има втор бран на вирусот кој што се очекува да биде многу пострашен и мислам дека за тоа треба сите заедно да придонесеме, да видиме како да бидеме доволно мудри и како поспремно да го дочекаме тоа и во меѓувреме да видиме да ги избегнеме колку што можеме да ги намалиме сите ризик фактори со кои што се ризик фактори за појава на инфекцијата со COVID-19 меѓу сите, а кои што се застапени или презастапени кај припадниците од ромската заедница. Зборувам пред се во делот за инфраструктура, пристапот до вода, до канализација и така натаму. Јас лично не ја знам многу ситуацијата во Велес, ова само гласно размислувам. Меѓутоа прашањето беше дали општината би била волна да вклучи луѓе од нашиот тим за да ние го спроведеме тоа мапирање и да ги доставиме тие предлози до општината за кога ќе се разговара околу прво ребалансот на буџетот за оваа година што го има општината, а потоа и за планирањето на буџетот за следната година. Благодарам. Микрофонот не ви е вклучен. Па, од таму го вклучувате така? Ворете сега? Да. Еден од моите приоритети се разбира е во рамките на можностите да направам што можам максимум за да се подобри квалитетот на живот на припадниците на ромската заедница. Од пред неколку месеци во општинската администрација има една господја која е одговорна службеничка за прашања поврзани со животот на ромската заедница. Јас ги упатувам сите
кои имаат било какви потреби и барања поврзани со општината, или ако општината може да посредува за да им каже каде треба да се обратат, на која врата да тропнат, да се обратат кај нас за да им помогнеме. Сенада се вика. Незиниот телефон верувам дека е достапен, секојдневно може да и се обраќаат, затоа што таа ни е човекот кој ни помага за да воспоставиме што подобра комуникација. Користам прилика да ве известам дека доста работи направивме во изминатите месеци на полето на инфраструктурата во деловите од градот каде што живее ромската заедница. Најважна инвестиција беше еден важен подпорен зид на улицата Богдан Каракостев и заштитната ограда, затоа што тоа е проблем кој ги тиштеше со години, со децени, конечно го решивме и ја зголемивме безбедноста посебно на дечињето, но и на сите што живеат таму. Би сакал да ве известам дека Велеш имаше среќа да добие еден голем проект заедно со општината Шуторизари во соработка со Сдруженијето за хумано домување Хабитат Македонија. Тој проект треба наскоро да се реализира. Преку тој проект треба да бидат набавени канти за смет на не се сеќавам колку беше точен бројот, треба да им се помогне на повеќе семејства за реконструкција на нивните трошни куќи, домови за живење. Има средства предвидено за едукација и средства со кои ќе се купат мали возила за собирање на цврст комунален отпад за јавното комунално предпријатие, за да можат да одат по сокачињата каде што живеат припадници на ромската заедница. Сега се подготвуваме заедно со МЦМС да аплицираме, бидејќи не може со Хабитат на новиот повик на Европската Унија за следната година со сериозни зафати, бидејќи со овој проект, испуштив да спомнам, ќе бидат направени детални урбанистички планови во повеќе делови од градот каде што живее ромската заедница. Се недоврзуваме на тоа и со новата апликација, бидејќи сега повикот има и повеќе милиони евра, да си ја пробаме среќата да обезбедиме средства за да може тоа што ќе го прецизираме во деталните урбанистички планови и да го реализираме. Посебно ми е неостварена желба да оформиме една населба таму во близина на црквата Свети Спас. Знаете дека со свлечиштето Рамина кој се случи далечната 99-та година на еден дел припадници на ромската заедница, но и на македонци и на турци им беа срушени објектите. Од тогаш до сега дел од нив земаат надоместок од државата за плаќање на кирија и сметам дека е добро ако може тамо да ги земјиштето што не е узурпирано да го оформиме како плацови, да изградиме инфраструктура, пат, струја, водовод, канализација, за да може со наша помош, со нивни средства и со помош на меѓународната заедница дури да се изградат објекти за живење. Исто така би сакал да ви известам дека оваа година сме наред преку министерот без ресор задолжен за ромски прашања да добиеме средства за изградба на еден долго баран асфалтен пат од кај Костурницата за пристап до куќите кои се во високата зона над Прцорек, за да го подобриме квалитетот на живење, за да може да дојдат возилата, да им донесат огревен материјал, градежни материјали кои ќе имаат потреба за тоа и да идат возила од јавното комунално предпријатие за да го собираат цврстиот комунален отпад. Во рамките на нашите можности постојано даваме символична поддршка. Во еден случај малку поголема за една жена која живее сама, има и болести. Минатата година беше за лекување, оваа година доделивме средства за да може да го плати приклучокот на Евана за да добие конечно електрична енергија во незиниот дом. Значи во рамките на можностите помагавме и ќе помагаме и во иднина ја користиме секоја прилика да аплицираме таму каде што може за да добиеме и средства од страна. Директно на вашето прашање, се разбира че ја следиме состојбата со пандемијата, да се надеваме дека нема да се појави тој
страшен втор бранд што го најавуваат за есента и за зимата, но ако се случи тоа значи дека многу работи треба да смениме и во програмите и во буџетите, затоа што ништо не може да биде поважно од здравието на луѓето, со цел да создадеме предпоставки да не се загрози здравието и да им помогнеме на тие семејства кои мачат како да преживеат во овие тешки услови. Не по нивна вина, затоа што не можат да се занимаваат со тоа што се занимавале заради забраната за движење, заради забраната за работа на пазарите или слични причини. Ви благодарам. Ова се многу значајни и важни информации. Сега би сакала да прашам дали некој од заедницата има нешто да каже, да праша било што. Може да ги вклучите микрофоните и да почнете да Може да прашам нешто? Ајде. Градоначалниче, дали може некаде да не обезбедите со работа, работа да ни дадете? Госпоѓа Бајрамова, општината не наоѓа работа и не е обврска на општината да најде работа. Значи, вие работа сама треба или вашиот сопруг да најдете, да конкурирате, да ги следите јавните повици. Јас колку што знам, има недостиг на пред пандемијата имаше недостиг на работа. Го дам на 2 месеца чекам. Да докажам и за вашиот сопруг, да речеме, ако нема некоја посериозна квалификација, во градежните фирми има недостиг на работна сила, во брако има недостиг ако има квалификација. За вас може да се пријавите во агенциите за чистење ако немате некој образование. Значи, можете со чесен труд да заработите за екзистенција на вашите 7 дечиња. И за вас. Океј, ви благодарам. Сега ми стасаат 2 прашања, 2 изјави. Извинете, ако може да се вклучам јас, мислам дека... Значи, предадов документи пред 2 години во градска чистоќа. Се уште моите документи се во Дервен ме излага. Ме преварија, значи. Никој не сака да ни помогне на нашето семејство. Добро, воред, господи Бајрамова. Вака, тоа што може да видам, мислам, госпоѓата Бајрамова не очекува било каква помош, туку сака, ви гледате дека сака да најде работа и сака да... Не ми треба храна! Храна не ми треба, градоначалниче! Макароните се јадат и зејтинот, се троши. Работа ни требе. Се извинувам, вака. Се извинувам. Воред. Мислам дека можеби како градоначалник, можеби затоа што сепак сте градоначалник, можеби може да излезете во пресред доколку, затоа што предпоставувам дека институции, приватни компании сте во контакт секако со институции, приватни компании, така да можеби би можеле да препорачате госпоѓа Бајрамова да се вработи некаде, затоа што ја гледате нејзината состојба. Меѓутоа, нешто што сакав да додадам тука е тоа дека ние изминатиот месец добивме грант од Цивика во износ од околу $1000 и во текот на наредна недела планираме во општина Велес да дистрибуираме хигиенски пакети за околу 100 семејства како Аваја, значи покрај тие $1000 кои што сакаме да ги пренамениме за некоја цел за која што треба заедницата да одлучи, вклучително и оваа помош исто така ќе ја дадеме вакво на заедницата, така да, меѓутоа очекуваме дека за дел од проблемите и вие како локална самоуправа ќе излезете во пресред, вклучително и овој случај на господја Бајрамова. Алберт нешто сакаше да додаде? Јас сакав да додадам во однос на она што општината го има на располагање по основ на странски заеми и донации, затоа што од тие информации што ги поседуваме, голем број на општини има добиено грант од
Светска банка, како и од Банката за реконструкција и развој за подобрување на патната инфраструктура во општините, како и за водоводна и канализациона мрежа. Така да прашам дали во рамките на овие заеми и проекти кои што се конструира, кои што се изработени, влегува дел и од ова подобрување на инфраструктура кај ромските населби, затоа што многу често се случува општините веќе да изработуваат проекти за кои добиваат заеми, од дали се тоа од Светска банка или од други интернационални донатори, меѓутоа многу често ги изоставуваат ромските мала. Дали во овие два проекти, што се проектот за локални платишта и проектот за водовед и канализација, се вклучени и ромските мала? Вака, значи, за оној проект што ви го спомнав за таа долга сообраќајница, вредноста е околу 10 милиони денари. 5 милиони денари ми вети министерот задолжен за ромски прашања, меѓутоа конечната одлука не е донесена, ја одложија заради предвремените избори. Веќе направен е ребаланс на буџетот и само од Министерството за транспорт и врски имаме само располагање од 20 милиони денари, од кои 16 милиони денари ќе одат во општина Кочани за изработка на типски куќи и 4 милиони денари преостануваат за поддршка на они инфраструктурни проекти кои што одеа во соработка со министерот без средства. Јас ова прашањето ми е конкретно. Да, ама големи проекти. Договорот беше со 5 милиони денари да учествуваме ние и конкурираме со тој проект на повикот од Светска банка, во кој општина Велес доби околу од тие вкупните 70 милиони евра, околу 1.200.000 евра. Дел од проектите се веќе аплицирани, еден овој се однесува, нели, ако останат на зборот да не ги дадат тие 5 милиони, добро, ако не ќе се снаоѓаме, за да може да го завршиме тој пат. Инаку, во овој момент во Велес е во тек проектот за реконструкција на 11 водоводни и канализациони мрежи. Една од тие поголеми улици зафати е улицата Богдан Каракостев, која е почната, но не е целосно реконструирана. Тие проекти се започнати од претходно и се работи за реконструкција, не за изградба на нови водоводни и канализациони системи. Очекуваме овие денови јавното комунално предпријатие Дервен да почне со реконструкција на водоводната линија која поминува покрај железен мост. Таму има една населба каде што живеат припадници на ромската заедница. Јас имам договор со нив откако ќе помине Дервен со завршување на водоводната инсталација да ја средиме сообраќајницата каде што тие живеат и каналот кој ги поплавува. Значи, чекор по чекор во рамките на можностите ја подобруваме состојбата. Исто така, минатата недела бев на увид на лице место во делот кај поранешно радио Велес на улица Крушевска и Крали Марко, каде што исто така живеат припадници на ромската заедница, ќе бидат направени соодветни зафати за реконструкција на улицата во наредниот период, како ќе дојде на ред изведувачот да ја работи таа работа. Ви благодарам многу. Океј, сакала да ги повикам Санела. Имаше некое прашање. Дали ќе може да го уклучи микрофонот? Ало? Се слушаме? Да. Добро вечер, градоначалнику Аци Гоцевски. Јас сум Санела Бајрамова од Велес. Имам едно прашање до кај вас. Вака сега, јас сум 7 члено семејство, загрозено од социјална помош. Имам 34 години и од 23 декември бев почетно хоспитализирана у болницата Жан Митрев. Ме оперираа таму од срцето. Ама знаете вие приватните клиники дека тоа се пари кошта. Прво
ме бушеа, ме правеа се контроли во тоа, околу 2000 евра си платив на приватно контроли. После тоа за 2 дена ме повикаа почитно, ме оперира, ме пуштија дома, си платив уште 100 евра, си дојдов дома и не знам сега како да кажам, јас имам и вода во срцето, треба да одам секој 2 недели на контрола кај Жан Митрев. Една контрола ми е 50 евра ме кошта. Предавав документи, ми кажа дека следува туѓа нега, ме одбија од туѓа нега, побарав еднократна помош, ми рекоа дека немало више еднократни помоши, дека се уктинало тој закон. Дојдов до кај вас, не ме пуштија натре да разговараме со тебе и синот ми оперира, значи стварно сме загрозени, од никаде ништо, а лекарства примам, ми треба храна, лекарства, се ми треба. Социјална помош да имам 7000, 7члено семејство, дали сметки да плаќам, дали вода, дали струја, дали да ги ранам децата, 4 деца исто така ми учат, со еден телефон, 4 ја на настава не можам да ги научам. Да одиме на настава, со еден телефон на настава не можам и како што почна со ова онлайн школата, малите не се у настава. Зборувавме со наставничките, они ми рекоа дека ќе помогнат преку социјалното за некои таблети, ама гледам таблетите се дадоа ваму таму, за мене ништо. Кој за кого дадоа, за кого не дадоа, главно за мене ја не добив ништо. И тоа ми беше целата ствар. Сакам да ми кажете нешто, некој чаре, дали можете некако да ми помогнете, баре за некој од овие контролите што одам да ги правам, значи стварно ми е сериозна работата, ми се полни срцето вода, треба да одам на контроли, а едно одење 50 евра ме кошта, кај Жан Митрев контролите, ви се молам некако да ми помогнете. Фала. Господја Санела, прво жал ми е за тоа што ви се случило, ви посакувам да имате добро здравје, затоа што од здравјето ништо не е поважно. Имав и јас лични проблеми како вашите, ве разбирам целосно. Ве повикувам да дојдете кога ќе можете во архивата на општината да доставите барање за добивање на помош за набавка на лекови за контроли, колку што можеме да помогнеме. Пред неколку дена во еден таков сличен случај доделивме 6000 денари за беше потежок случај за хемотерапија. Сигурно ќе ви помогнеме ако достега не сте го искористиле тоа право, но тоа е еднократна помош, затоа што ние не сме со закон овластени да ниту имаме средства за некоја посериозна помош. Но ве следев внимателно, не знам зашто сте се одлучиле да одите во приватни клиники, доколку можело тоа се да се заврши со вашето срце, подобро, поевтино ќе било, се надевам дека и сигурен сум, затоа што јас не одев во кај Жан Митрев во приватни клиники, одев во државната клиника за кардиологија и таму одам на контроли и сосем сум задоволен и тоа е бесплатно или кошта многу малку. Значи, вие сте се одлучиле да одите на приватна клиника и тоа чини пари, се разбира. Ако не можело тој проблем да се реши во државната клиника, во државно здравство, ве разбирам, но ако тој проблем можело да се реши во државното здравство, не требало да одите во приватна клиника и да плаќате 1000 евра. Во ред, ви благодарам на сите кои што учествувате. Благодарности и до вас, градоначалник, за одвоеното време, вака доцна во вечерта, да си ги слушнеме маките, да видиме што можеме и едните и другите да придонесеме со цел, нели, да се олеснат малку маките, а и да бидеме поподготвени за периодот кој што следува. Имено за се тоа што го разговаравме вечерва, мислам на колективните барања кои што беа спомнати на почетокот
ова за тезгаджиите, за другите приоритети кои што беа излечени, исто како нели и нашето учество како донација за најзагрозените ромски семејства во Велес, ќе се обратиме со писмено барање во име на нашата иницијатива и се надеваме во некое подобро време што поскоро ќе имаме можност да се видиме и во живо за да ја продлабочиме соработката и да продолжиме со уште поголеми чекори и поголеми успеси во иднина. Фатиме, на тебе останува, освен ако градоначалникот не сака да додаде нешто. Редно е, нели, на крајот да ви се заблагодарам за тоа што ме поканивте да видам вечерва на ваков начин заедно со вас. Мило ми беше да ви се заблагодарам на сите за се што беше искажано, нема никакви замерки, тука сме нели заеднички да се договараме како подобро да ги решаваме проблемите и да им излеземе во пресед, да им помогнеме на тие на кои во овој момент нашата помош им е најнеопходно потребна. Стојам за се што кажав, апелирам да бидеме конструктивни, да имаме меѓусебно уважување, почитување и да ги решаваме проблемите конструктивно, со најдобра намера да го подобриме квалитетот на живење. Користам прилика да упатам апел до сите граѓани и во конкретниот случај до припадниците на ромската заедница да ги почитуваат препораките на Министерството за здравство, да носат заштитна опрема и средства за да спречат да се заразат себе си и да ја пренесат заразата на своите најблиски, затоа што ништо не е поважно здравието, нашето лично, на нашите најмили, на нашите роднини, пријатели и воопшто јавното здравје, да бидеме сите одговорни, така ќе си помогнеме најмногу себе си и на нашите најмили. Ви благодарам многу, ве чекам за ова што го договоривме да ја продолжиме комуникацијата и да ги реализираме сите работи за кои разговаравме. Да сте живи и здрави сите. Ви благодарам. Благодариме. Ало. Има некој да се вклучи? Мислам дека треба да привршуваме, пошто сме многу и преку времето, Фатиме. Океј, вака, би сакала да се заблагодарам на сите кои бевте дел од диалогов. Се надевам на понатомошна соработка, се надевам дека ова ќе биде само почеток на многу прекрасни нешта и дека ќе успееме да направиме многу повеќе од тоа што сме очекувале. Во сакувам добар остаток од денот. Се надевам дека набрзо ќе се видиме повторно. Имајте пријатна вечер. Ćao na sите. Благодарам, поздрав. Чао.